Заборавени од сите, ромите кои пред околу 8 години привремено беа сместени во објектот на старото нервно одделение на болницата во Штип, апелираат до надлежните да стават крај на нехуманите услови во кои минува животот. 20 семејства со над 150 лица живеат во субстандардни услови. Со години никој, ниту од локалната, ниту од државната власт не дошол да види како живееме. Никој не ги посети нашите деца ниту за Нова година. Секојдневно се бориме со болести и живееме буквално на депонија, велат жителите кои овде беа сместени кога пред 8 години им изгореа трошните живеалишта на локацијата Стара Кланица во Штип. Како што гледате, ово е створено веќе депонија. Ја во Шупата живеам многу време и мајки станови не ни се дава. Да сме одиле у градоначалник кој исто бееме, кажаме и од тама. И со неговиот услов зборуваат дека нема, а тука ги има становите веќе дека се празни. И ние тука живееме, значи, како што гледате, бездомници, немаме куќи, немаме ништо. Ово тука загадено е. Децата се разболија, лекарства немат, доброволно како што гледате, а помош немаме од ничија страна и ние не знаеме веќе дека да се упатеме. Штипскиот градоначалник не посети еднаш пред локалните избори. Веројатно ќе доаѓаат од партиите пред изборите во април. Ние им требаме како гласачи, а потоа не забораваат. Секој се моли да гласаме. Ние сме најпрвите што можеме да гласаме, додека да седат на потела, а после потоа не знаат и не признаат, не познават начин за кој веќе да гласаме. Кога сиромаштијата притиска, се губи вербата во луѓето. Дел од станарите во старото нервно одделение се убедени дека од странска фондација им се одобрени средства за реновирање на објектите во кои се сместени, но парите не завршиле за таа намена. Дојдеа тука питање од Скопје дали ни дадеа тука помоста со се прати тука да се прават купатело, да се реновира. Иската зема парите, направи си кафич и даде на некој тука пари. Ние слушнаме. Иската ни динар не ни дане тука, од општината што работе. Ја го тоа кажувам исто. Кој сака нека дојде, нека каже. Иската зема парите, стави ги у џеп. Помош немаме. Тука не речува Скопје оти пратено е помош да се дава, да се реновира тука. Било кое решение ќе биде подобро од бедата во која сега живееме и ги растеме нашите деца. Станови нема да има, но може да не сместат во бараки, сметаат дел од жителите. Бараки тражиме, не тражиме станови. Ние не сме за станови. Ние има по 8 члена деца имаме, растали са и големи. Шо имаме, шо могучно имаме од нив? Ништо. Куќиња да биде тука да ги врзаш, нема да живеат. Како што ние живееме тука. Поранешната портирница на нервното одделение сега е дом за 9-члено семејство кое живее без вода, од социјална помош и собирање пластика. Без струја сме, без вода сме. На рака вода носам, деца болни, дрва немаме, ништо, само едно социјално што земаме. На кој начин може локалната власт да ви помогне? Локалната власт, па беме стамбеното, знаеме се, сите ме знаат мене. Кога ќе има, вика ќе одобреме, има доста доволно станови празни. Ама не одобруваат. Било вика од Скопје, пишаме и до Скопје. Писмо, документи се е пратено, нема ништо уште абер. Теготе ден денеска сме тука у Шупа. На ведро небо, дош, вода, унатре снег, жешко, се сме тука, нема дека да одеме. Сиромаштија, ја го пластиката тамо што доле го собираме, тоа продаеме. Од друго што можеме да живееме? И едно социјално, друго ништо. Првичниот план за решавање на проблемот со сегашните жители на старото нервно одделение беше изградба на стамбен комплекс за што своевремено се изготви и план, но како минуваат годините станува се поизвестно дека од становите нема ништо. Станарите бараат било какво решение кое ќе значи спас за нив. Доколку од општината добиеме локација со платени комуналии и одредена сума пари, ние сами ќе си изградиме домови, велат тие. Засега локалната власт ги плаќа сметките за вода и електрична енергија, но тоа не го решава главниот проблем на станарите, кои со години се заборавени и од институциите и од невладиниот сектор. Добар дел од семејствата кои првично беа сместени овде се иселиле, останати се само оние кои немаат каде.